Флоренс Најтингел е мајка на медицинските сестри. Таа е вистински зачетник на хуманоста, а меѓу другото, медицинските сестри носат бели униформи токму поради неа. Непознатиот придонес на Флоренс Најтингел се случил за време на Кримската војна. Извештаите кои доаѓале во Британија за ужасната состојба на ранетите станале нејзин главен фокус. Во тој период, таа го добила прекарот Господјата со ламбата, кој што потекнува од една фраза од вест во весникот Таймс. Без никакво преувеличување, таа е ангел помошник во болниците. Кога сите медицински лица се повлекуваат за време на ноќта, а тишината и темнината се сместуваат над километрите со очајни болки, таа сама ги надгледува нив со мала ламба во низината рака. Првата официјална програма за обука на медицински сестри, училиштето на Најтингел за медицински сестри, било отворено во 1860 година. Мисијата на училиштето било да обучува медицински сестри кои ќе бидат способни да работат во болниците, да работат со сиромасите и да подучуваат. Траен придонес на Флоренс Најтингел е незината улога во создавањето на денешната професија медицинска сестра. Таа поставила пример за сочувство, посветеност на нега на пациентот и вредно и внимателно управување со болницата. Годинава, за прв пат во историјата, светот ќе се обедини во одбележување на придобивките што медицинските сестри ги носат на здравјето на глобалното население. Светската здравствена организација ја прогласи 2020 година за година на сестринството, во чест на 200 годишницата од раѓањето на Флоренс Најтингел. Во продолжение, слушнете кратка снимена порака од незиниот глас. As Florence Nightingale helped London to die the project 1890. When I am no longer even a memory, just and days, I hope my voice may perpetuate the great work of my life. God bless my dear old comrades of Balaclava and bring them safe to shore. Florence Nightingale.